Почитувани гледачи, добар ден. Четврток, 28 февруари 2019, 14 часот термин зачуван за почеток на Отворено студио 1. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милошевска и со нас ќе се дружите до 17 часот и 30 минути, а за вас денеска подготвивме низа интересни работи со кои што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Предлагам колешката Елена да ви ги прочита, односно да ја прочита генералната најава за тоа што треба да очекувате во текот на денешната програма на Отворено студио 1. Повели, Елена. Ти благодарам, Антонија. Најпрво уште еднаш добар ден и од мене. А сега во овој прв блок на Отворено студио 1, како што е праксата, односно најпрво ќе погледнеме кои беа вчерашните гости во Отворено студио 1, и исто така ќе имаме и вклучување во живо од собранието со колешката Весна Велкова Тодоровска, па потоа откако ќе го заокружиме овој прв блок Отворено студио 1, секако следува термин кој што ќе му го остапиме на колегата Александар Петревски со вестите во 14 часот и 30 минути, и по завршувањето на вестите ние се враќаме повторно во 15 часот и 20 минути, втор блок Отворено студио 1, а овој пат навистина има една интересна тема со која што се надеваме дека ќе ви биде забавно, интересно и ќе успееме да го задржиме вашето внимание, односно тема ќе биде првиот македонски детски мюзикл, а по тој повод ќе ни гостува токму режисерката на овој прв детски мюзикл Виолета Џолева, исто така и дечињата кои што всушност учествува во истиот. По завршувањето на вториот блок Отворено студио 1 следуваат повторно вестите во 16 часот со колегата Александар Петревски, и по завршувањето на вестите потоа кујна, односно ќе готвиме со Маја, а по завршувањето и на оваа емисија ние се гледаме повторно во 17 часот трет блок Отворено студио 1, каде што исто така ви подготвивме уште една навистина интересна тема. Овој пат макетарството во Македонија во подем, а токму на оваа тема ќе разговараме со Драган Цветик, макетар кој што долги години се занимава со ова хоби. По завршувањето на трет блок Отворено студио 1 следуваат забавните емисии, односно возење со Вучич, потоа ексклузив и студио мода со Серкеј, а откако ќе заврши овој блок, односно забавни емисии, потоа следува повторно студио 1, каде што денешен домаќин ќе биде колегата Чумовски, а темата ќе биде катастрофален почеток на реализација на капиталните инвестиции. Владата немоќна, бизнисмените збунети. По завршувањето на ова Отворено студио 1 следува дневникот со колешката Елена Џугуманова, а исто така потоа повторно се враќаме во Отворено студио 1, односно граѓански форум со колегата Чумовски, кои се најголемите загадувачи, како ќе се справиме со големите отровни депонии и што ќе правиме со греењето и автомобилите. Откако ќе заврши и овој, односно граѓанскиот форум, потоа студио 1 повторно со колегата Чумовски, и по завршувањето на студио 1 во 22 часот и 30 минути следуваат вестите со колешката Елена Џугуманова, и тука всушност ние го заокружуваме и денешниот ден. Сега ние одиме понатаму. Првото, она што ќе го имаме, предпоставам, вклучувањето во живо. Да, како и минатите неколку денови, така и денеска во живо од центарот на Скопје ја вклучуваме колешката Весна Велкова Тодоровска. Таа постојано ги следи последните политички збиднувања во државата, секако во фокусот се председателските избори, односно еден месец до почеток на кампањата за председателските избори. Како што веќе се знае, ВМРО-ДПМН го излезе со својата кандидата. Се очекува сега власта да го соопшти името, повеќе имиња се во игра, меѓутоа за деталите оставам да ви ги пренесе колешката Весна. Весна, доколку се слушаме, повели. Така е, Антонио, екипата на Еден ТВ не е ниту во собранието, ниту пак пред седиште на некоја од политичките партии, туку овој пат е меѓу граѓаните на площадот Македонија, а граѓаните точно за еден месец од утре па до 21 од 1 април па до 21 април ќе ги очекува изборна кампања за шеф на државата. Значи, уште еден месец до изборната кампања. Во меѓувреме, партиите веќе се надзираат контурите на целата оваа политичка битка што ќе ја водат за да го добијат нели она председателско место горе на вилата на Водно. СДСМ
својот кандидат официјално ќе го соопштат на Конгресот кој треба да се одржи во недела. Но неофицијално оттаму потврдуваат дека веќе на никоја од средбите пред Конгресот веќе ќе се знае името, а во игра се 4 имиња: Стево Пендаровски, Никола Димитров, Шеќеринска и Оливер Спасовски. Велат оттаму дека ќе нема никое поголемо изненадување, остануваат овие 4 кандидати во игра. Сепак да ја слушнеме овде Јагода Шехпаска, пратеничка на СДСМ. Вчера знаете дека на средбите меѓу премиерот Заев и Али Ахмети беше направен начелен договор за заеднички кандидат, меѓутоа тоа не значи дека е избран конкретно кандидатот врз основа на објавениот оглас и сите кандидати кои што се потенцијални, односно кандидатот кој што треба да биде председател на Република Македонија, ќе го соопштиме името многу скоро деновиве, конкретно Конгресот во недела на 3. Да, инаку пресконференција ја одржа портпаролот на ВМРО ДПМН за вчерашната одлука на Заев и Ахмети да настапат со консензуален кандидат за овие председателски избори. Од ВМРО ДПМН велат дека Заев е во паника и ја бара поддршката за нивниот кандидат кој е во игра, Гордана Силјановска. На новинарско прашање зошто толку не е активна во јавноста, Стоилковски вели. Да го слушнеме Стоилковски. Како што знаете, кампањата се уште не е започната. Гордана Силјановска учествува на дебатни емисии онаму каде што ќе биде повикана, така што апсолутно не гледам дека е тоа некоја причина дека е помалку застапена. Да, во меѓувреме БС и Алијансата најавија дека ќе го поддржат за свој председателски кандидат професорот Блерим Река, кој својата кандидатура ја најави на Facebook профилите. Инаку дека велат дека досега 5 кандидати собираат потписи за да учествуваат во трката за шеф на државата. Меѓу нив се знае Гордана Силјановска, која ја доби поддршката и од ВМРО ДПМН, но сепак се одлучи да собере и 10.000 потписи. Потоа генералот Димче Петровски, Јосиф Мирчевски, Филип Петровски и Амди Бајрам. За сега овие се 5 кандидати кои собираат потписи за своја кандидатура. Датумот до кој треба да ги соберат потписите се 9 март, а веќе јавноста знае дека треба да соберат 10.000 потписи. Во меѓувреме, како што реков и предмалку, во игра се неколку кандидати од СДСМ, оттаму велат дека ќе нема некое поголемо изненадување. Студио? Весна, ти благодариме за ова вклучување во живо и за презентираните детали. Секако во следните неколку денови очекуваме и владеачката СДСМ и Демократската унија за интеграција, кои што се договорија да излезат со консензуален кандидат за председател, официјално да го соопштат името на истиот. Во текот на вчерашниот ден во отворено студио 1 гостуваше и лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. Елена, повели. Па да, подетално еве сега во однос на тоа, односно вчера во печат на неделата со Саша Ордановски гостуваше лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. Двајцата разговара на многу теми, меѓу нив еве може да ги одвоиме повторно членството на Македонија во НАТО, бегството на Груевски, председателските избори, а исто така Мицковски побара од СДСМ да распишат и предвремени парламентарни избори. Па во продолжение да погледнеме дел од неговото гостување. Еве, например, јас имам информација, знам дека определени телевизии дел од платата на новинарите ја даваат на жирално, а дел на рака. Тоа ги повикаме ли ние новинарите, органите на редот да го истражат? Мислите дека тоа се случува во оваа телевизија? Не, јас ако мислев ќе ја кажев, еве. Значи, вие препознавте дека во оваа телевизија не се случува, не. Во оваа телевизија не се случува. А вие го случува. препознавте тоа дека е за оваа телевизија? Па, кога ќе ми дојдете на интервју и говорите дека во телевизија има плати кои што се даваат на рака, предпоставувам дека мислите дека е за оваа телевизија. Не, нема потреба да се вознемирувате. Кажете ми, ве молам, кои се тие телевизии? Па, сега, не можам да ви кажам вас. Сега, зашто тогаш спекулирате ако не? Не, затоа ве прашувам. Добре, ме прашувам. Дали имате информација? Еве, прашувам. Па, ја имам информација дека ќе врне зад утре. Или ќе кажете, или ќе видиме дали ќе врне и ќе кажам дали е точна информација. Тогаш кажете кои се тие телевизии. Па сега, еве ви кажувам, имам информации кои што Зошто ви е 27 април монтиран случај?
Цело време инсистирате дека тоа голема монтажа, дека се работи за кацарска судство, дека се работи за местенки, полициски некакви сценари и така натаму. 27 април е случај кој што навистина доведе државата на работ од својата стабилност. Имавме прилика да видиме во директен пренос со стотици мобилни телефони, а потоа и уште илјадници други преноси и така натаму што таму се случуваше. Како можете да тврдите дека е тоа монтиран случај? Значи, нити во еден момент ние не можеме да се сложиме со тезата дека таму се случувале терористички настани и акт спротивно на Уставот, затоа што моментот до случувањето на тој момент не се земало предвид. А тоа е нелегитимниот избор на председателот на Собранието. Ние во многу наврати во минатото сме кажале дека примена на сила не можеме да толерираме нити оправдуваме. Но едно е учество во насилство, односно насилство, едно учество во толпа, друго е тероризам и терористички и акт спротив на уставното уредување на државата. Па ваму беше јасно дека не е учествувал во толпа. Јане Ченто во моментот отслужува затворски или е во притвор, затоа што е повеќе од една година човекот во притвор. Добро. Повеќе од една година човекот е во притвор. Добро. Дали притворот треба да биде казна или треба да биде мерка? Јане Ченто, господин Мицковски, Јане Ченто учествувал во организација на настан во кој што се истоварале коги со оружје, во кој што луѓе упаднаа со маски на лицето. Нема внимањето, јас ова прв пат од вас го слушам сега. Значи, вие сте сега, како да ви кажам, вие сте ново држава, како Нема, ја не сум слушнал никаде дека... Немаше ли таму луѓе со оружје? Немаше ли таму, па како не, па во обвинението на обвинителство стои дека луѓе од тајната служба дошле со кола во кое што се делело оружје? Јас колку што знам, Јане Ченто не бил дел од тајната служба, нити па знам дека Јане Ченто како можете да кажете дека е монтиран случај, како можете да кажете дека тоа не е испровоцирано, дека било илегално или дека можда би вредела да биде тероризам ако бил легален избор? Добро, господин Ордановски. Знаете како инсистирате на една многу слаба во суштина ситуација. Тоа стварно не можам да разберам за 27 април да тврдите дека е монтиран случај, кога целата македонска јавност се скандализираш. Мислам и многу од вашите членови, пристојни луѓе од ВМРО и така натаму. Ако завршивте? Завршив, да. Еве, ќе ви дадам еден поконкретен одговор. Се донесе закон за амнестија на поедини луѓе, кои што претходно беа нарекувани терористи, убици, не знам, се донесе? Се донесе, да. Како го коментирате вие тоа? Јас многу го критикував. Вие како го коментирате? Неколку пресконференции сме имале на таа тема. Затоа што именно мислам дека тоа не е монтиран случај за да може да бидат амнестирани. Што е заробена држава? Што е заробена држава? Кога ќе се донесе закон кој што исклучува намена за поединци или за група луѓе. Ние тоа го направивме. Вие сте пишувале во колумни пред 2017 година за заробена држава, ама се уште не сум ве видел. Од 2017 намо да напишете дека Македонија е заробена држава. Затоа што оваа држава не е заробена, се разбира. Затоа не можам да пишам. Ама јас по дефиниција, според Прибе ви кажувам дека заробена држава е. Кога ќе креирате... Господин Мицковски, заробена е држава таму кај што лидерот на опозицијата нигде не смее да отиде на телевизија. Заробена е држава таму каде што сите граѓани се контролираат со тајни полиции. Заробена држава е таму каде што се прават огромни криминали во мали кругови од власта. Заробена држава е таму каде што новинарите немаат слобода да пишуваат што сакаат и да... Значи, се ова функционира денеска. Вие сте тука, за ова се расправа. Ова е слово по Ордановски. Се ја зборувам како е во науката, во научна смисла. Ај баш да видам за правната наука колку вие разбирате како машинец. Да, тоа беше лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, а сега Антонија, кои беа другите гости во Отворено студио 1? Во Отворено студио 1 во текот на вчерашниот ден гостува и политичкиот аналитичар Алберт Муслију, секако и пратеникот од СДСМ Мухамед Зекири, кои со домакинот Ацо Кавранов разговараа за последните политички случувања во Република Македонија и судирот коалицијски кој што го имаат СДСМ и ДУИ. Секако се разговараше и за скандалот со ПИОМ. Предлагам да го видиме и овој исечок. Значи, он сака да релативизира со таа изјава, тоа е моја проценка. Не сака да влева масло на
огнот, очигледно сака да ја Сега спушти. не е време. Сака да ја спушти топката, но проблемите се евидентни во однос на разликите што ги имаме за одредени работи и ние за тоа разговараме внатре. Ама не се, Мухамед, извини, не се само разлики. Не, апсолутно не може да биде разлики. Разлика, има или нема кусок во ПИОМ 19 милиони евра. Значи, самиот факт што... Не е тоа различно мислење. Самиот факт што они се вознемирија толку, откако министерката го објави тој скандал, покажува дека не има се едно. Они се многу алергични кои ќе се спомне правдата и правната држава и кои ќе се спомнат дека можно е да се вмешани нивни функционери во такви случаи. Но доброто е што обвинителството покрена постапка и ќе ги чекаме на крај резултатите и ќе покажат. Без разлика што и министерката потврди. Тоа се злоупотреба на 90 милиони, не дека некој ги земал ги ставил во джеп, но директорите на ПИОМ дозволиле со тие пари не е работено законски. Со ПИОМ се знае кој раководел во тие години. Тоа бил кадар на ДУИ. И затоа обвинителството го отвори случајот и на крај ќе се покаже во јавноста кој уствари се огрешил и треба да си сноси. Добро, ќе разговараме после дали Мухамед и колку долева во кавгата измеѓу СДСМ и ДУИ, бидејќи од ДУИ те обвинуваат тебе. Ајде да го слушнеме Алберт како неутрален вака. Што е, како ти гледаш на оваа криза, на овие препукувања помеѓу коалиционите партнери СДСМ и ДУИ? Како нормална работа или? Види, па дека е ненормална, не е ненормална. Ние секогаш пред избори имаме такви препукувања. Пред избори? Па секогаш сме имале така и се секогаш се пожестоки. Кои се причините, тие обично покасни ги дознаваме, дека има тензија, има. Дека за нас као граѓани тоа што се случи у парламентот не е сведно, дефинитивно не е сведно. Се не можат ни партиите да очекуваат дека ние сите сме експерти сега за собранискиот деловник, па треба сите да ги разбираме процедурите. За нас крајниот резултат е битен. Значи човек обвинет за можеби најсериозниот криминал што е кај нас, тоа е случувањето на 27 април, за кој не само ние као граѓани и политичките партии се декларираат дека вистината ќе дојде. Нашите вратландски партнери инсистираат тоа да се расветли. Мислам дека као морален момент беше тежок. Значи, човекот кој е дел од тие кои според обвинителството, се ја да не преюдицирам ни вина ни невиност, се тие кои го организирале, ја верувам дека уште понатаму ќе оди таа хиерархија на организирање, останува со имунитет. Тоа е разочарувачко за нас као граѓани. Дека обично на почеток на недоразбирањата тензиите се поголеми и секоја страна се труди да префрли вина или да злоупотреби информација, тоа се случува. Но на крај ова се дознае, ова не е нешто што може да се скрие. Факт е дека Трајко Велјановски се уште има имунитет. Треба да им кажеме. Да, тоа во директниот пренос. Ама тоа е резултатот, дека он има имунитет, не му е одземен. Ја, например, не знаев каква е процедурата, дали може повторно да се бара да му се одземе. Не може. Тоа е разочарувачки. Се надевам дека државните институции ќе пазат да не се случи Груевски. После ова, независно кој ќе биде крив на крај, ние гледаме дека и со таа предпоставена вина се префрлаат во моментот кој би можел да биде виновен. Мене као граѓанин и тоа на крај не ми е битно, битно ми е тоа да не се случи, затоа што сме една од ретки држави на кој поранешен осуден премиер им побегнал. Така да тоа не сме да се случи. И трето, на крај ќе дознаеме вистината. Мислам дека едно е позитивно што ова не го прекинува судскиот процес, значи тој ќе си тече, само бара, но вкусот е лош. Значи ние имаме човек обвинет не за извршување, пошто такви имаме и кои се во бегство. Некои дури ги амнестиравме. Него од организаторите тоа е непростиво е, значи тој процес да не заврши поради неприсуство или бегство. А кој е виновен, кои се мотивите, ја ги охрабрувам сите страни нам да ни ги транспарентно укажат зашто тоа се случило. Затоа што вина негде постои. Да, ова беше дел од гостувањето на политичкиот аналитичар Алберт Муслиу и пратеникот од редовите на СДСМ Мухамед Зекири. Секако целиот разговор со Ацо Кабранов може да го погледнете на интернет страницата на 1 ТВ, а ние продолжуваме понатаму.
Да, Антонија, како што спомена и ти, значи сите разговори може да ги погледнете на официјалната страна на нашата телевизија. Инаку вчера во Отворено студио 1 исто така имаше уште еден гостин, тоа беше народниот правобранител Иџет Мемети, кој што му беше гостин на Борјан Јовановски. Тие разговара во однос на неодамнешниот инцидент во Шутка поврзан со Милејана Киевски и Спиро Ристовски. Мемети всушност истакна дека се уште е рано да се донесуваат заклучоци, бидејќи се уште се работи на истрагата во која се вклучени и лица кои издржуваат мерка притвор, но и вработени во затворот. Во продолжение да погледнеме дел од овој разговор. Првичните наоди на тимот кој цел ден истражуваше, собирајќи и материјални и вербални докази, па и увид на местото каде се случува прошетката на лицата кои се наоѓаат во притвор, укажува на голем број на и недостатоци, и непрофесионално постапување, буквално нефункционирање на системот за прошетка, како што налагаат прописите. Нашата истрага ќе продолжи, затоа што во текот на ова и другата недела повикуваме лица службени секако кои имаат повеќе информации за настанот, за на крај да дојдеме до наша одлука правобранителска. Ги имаме и снимките од видеокамерите и така натаму. Имаме и јавувања од лица кои издржуваат мерка притвор, но и од вработени во затворот Шутка, кои не информираат, се плашат секако. Меѓутоа, а зошто се плашат? Не знам. Од кого се плашат? Не знам. Сметаат дека ако ја кажуваат вестината, видите, вчера имаше едно јавување од вработен кој на институцијата Народен правобранител и вика вака: секоја чест на тоа што сте нашли начинот како ја водите истрагата. Меѓутоа, сепак сметам дека поседувате информации околу 50% од тоа што вистински се случува конкретно за тој затвор во Македонија. Што значи дека вие ствари со сите ваши ингеренции законски не можете да дојдете до тие 50 други проценти од вистината кои се веројатно сокриени во некоја сива зона таму? Несомнено дека има и работи кои нашите тимови не успеваат до крај да ги согледуваат и така натаму. Меѓутоа, ако ги гледаме 19 години назад, 20 години од кога постои институцијата Народен правобранител, нашите извештаи се многу прецизни и многу ценети во меѓународните институции. Било тоа да се Обединетите нации, телата или Совет на Европа и така натаму. Затоа што многу во детали ги остикуваат состојбите во секој сегмент од затворите, а конкретно и за затворот Шутка. Во право сте кога велите ова, бидејќи лично знам во повеќе наврати сме разговарале со вас на оваа тема. Вие сте имале препораки вашата канцеларија околу тоа кои се проблемите кои треба да се коригираат во целиот тој систем. Што е проблемот што не се постапува по тие препораки? Зошто никој, ниту една власт едноставно не превземе нешто за да тие проблеми кои таму се отсилени се решат едноставно? Бедно е дека немаат најверојатно доволно средства, затоа што за тој систем во буџетот смешни средства се издвојуваат. Друга работа е колку имаат волја тој систем да го средуваат. Видете, ако го гледаме затворскиот систем во Македонија од осамостојувањето на Македонија навамо, гледаш ти дека од формален аспект законски има напредок. Имаме подобри законски решенја, прифатени се затворските правила на европските затворски правила и така натаму. Но од друга страна, за тоа што го создаваме како норма, како закон, не издвојуваме средства, не подготвуваме или не создаваме услови тоа да се спроведе. А за да се спроведе тоа што е пропишано во законот за извршување на санкции, треба доста средства, треба многу стручен кадар и треба тој систем да е што подалеку од тоа што значи политика. За конкретниот случај, вие најавивте, да, рековте дека ќе
сослушате повеќе луѓе кои се инволвирани или одговорни за случувањата таму, дали разговаравте со оние кои непосредно беа вмешани во инцидентот? Да, е разговарано. Кои се нивните објаснувања, што не се совпаѓаат нивните изјави по однос на тоа која била причината и зошто дошло до тој вербален, па после тоа и физичка пресметка, да кажеме, или напад. Но другите изјави што ги земаме од лицата што имале биле присутни на да, ни даваат за право да имаме можност да донесеме добар заклучок на крај. Ова беше дел од разговорот на Борјан Јовановски со Иџет Мемети, народниот правобранител, во кој што разговара за моменталната состојба во која што се наоѓаат македонските затвори, секако и за третманот на лицата кои што ги издржуваат затворските казни. Тука мора да го затвориме овој блок, инаку само да напоменеме дека со мене со Елена се гледате повторно по 15 часот, кога ќе разговараме со Виолета Џолева и неколку дечиња кои што учествуваат во првиот македонски детски мюзикл. Секако тука и анализата на вестите од светот со колегата Дејан Андоновиќ, а потоа се гледаме повторно во 17 часот на тема макетарството во Македонија. Во подем секако разговараме со макетарот Драган Цветич. Како што кажавме, тука е време да го одјавиме првиот блок од Отворено студио 1. Меѓутоа останете со програмата на 1 ТВ, бидејќи почнуваат вестите, односно следуваат вестите со колегата Александар Петрески.